Убавината е зачуден предел. Збунет ги открива митрините на волшебникот. Пијан од ова лудо вино на јули, мислам на твоето древно дружење со времето. Близу си до вистината, што не изедначува со недостижното. Дали сме млади или убавината не пресоздава? Постои еден брег, на кој што заедно стоиме и секој поход нов не сврзува посилно со него. Те пронајдов заборавено во каменот, во една густа корија што истечува во сртовите, во еден тивок збор што ќе ја зачне песната. Охрид е една прекрасна поетска слика. Може би како метафорите од песната на Србо Ивановски. Или сеедно чии стихови ќе прозвучат тука, крај езерото, древниот град, птиците и синевината над него. Ни сите тие опредметени слики сакавме да се допреме до човекувањето, до патиштата негови на доверба и љубов, до онаа магична сила што секогаш одново го разубавува и обновува светот, го оплодува и множи убавото и возвишеното во него. Секој повод, колку кон иднината, толку обврзува и кон минатото. Првата наша поетска слика ќе се обидеме да ја составиме од неколку мозаични мигови на трењето и битувањето на убавиот Охрид. Уште во предримскиот период имало тврдина, символ на град. Од средновековниот период од битно значење е присуството на Климент и Наум, чија дејност ги втемелува корените на словенската писменост и култура, и од Охрид создале центар кој зрачел и подалеку од границите на Балканот. Самуил создава политичка и културна метропола. Се она што е создадено помеѓу 9 и 14 век како материјален одраз и посебно она, пошто Охрид значел како културен центар, започнува и зрачи подалеку од Самуиловата акција. Камерата на Серафим Серафимовски тоа најубаво го регистрира. Како многу нешта во животот, и ние, случајно во Охрид, се сретнавме со Јордан Бабачов. Во таа средба се роди и идејата за оваа наша емисија. Пред 7-8 години, еден мој пријател од Франција, кој често, скоро сека година доаѓаше во Охрид, се заинтересирал да за своја сметка го сними тоа малиот воз Охрид Скопје и
при едне мој конта последното време, за време ручегот, ми рече дека ми носел некој подарок, одnosno некој филм и би сакал да го прожектира пред мене и да ми го презентира. Јас се потрудив преку работечкиот универзитет овдека, најдов проектор и едно 20 минути ни го приказа тој филм во колор, кој се однесуваше за малиот воз на релацијата Скопје-Охрид, веројатно последното идвање негово. Во тој филм исто така се приказа и разни пейзажи на Охрид, кои беа врло успешно снимени. Јас му се захвалив нему и потоа неколку дена тој замина, но жалост јас името не му го знам него, бидејќи 7 години помина, некој чудно име беше француско, а се сеќам дека тој бил уствари снимател на француските железници. И така ние се растававме, мене филмот ми го даде, јас му захвалив и него го чувам да споменам. Времето и заборавот го прават своето. Делото на човекот како единствена мерка за него останува трајно. Филмот од пријателот од Франција е тука. Филмот, што пред вас, драги гледачи, се надеваме, ќе открива уште една поетска слика за времињата, настаните и луѓето што некогаш биле живот. Но тука се е забележано. Потребни ли се повеќе зборови? Попладневниот воз го напушти подмоле. Јас имам уште време. Уште 1 сат. За тоа време може да се фатат 3 пастрамки. Јанка ќе биде задоволна. L'homme en uniforme, l'homme qui parle, c'est Petr Mijalov. Човекот во униформа, човекот што зборува, е Петре Мијаловски. Тој рече, попладневниот воз го напушти подмолје. Имам време уште 1 час. За тоа време може да се фатат 3 пастрамки. Јанка ќе биде задоволна. Јанка е неговата мајка. Таа ги сака пастрамките. Петре работи на железницата и носи униформа. Униформата не е исто што и возот, но за луѓето, од тука, тоа е сепак возот. Треба да се познаваат и другите, за да се оцени тоа, но бидејќи другите не ги знаат, униформата сепак е возот. Петре Мијаловски е механичар на експресниот воз, оној вечерниот. Тој има време. Петре не сака да брза. Тој е среќен кога работи и кога пред себе го гледа тој мал дел од Југославија. Тогаш се чувствува добро. Тој гледа, слуша и на свој начин го користи тоа. Игрите на сонцето, бучавата на количките што се мешаат, тоа е секојдневноста на Петре. Тој единствено жали за рибарите. Il n'a qu'un regret, les Петре pêcheurs. им завидува на рибарите. Petr envie les pêcheurs. Петре му завидува на својот брат, кој е рибар. Tout le jour sur Секој l'eau, ден на вода. Ете што би сакал тој. S'il ne l'est pas, Што не стане рибар, тоа е поради неговата мајка Јанка,
koja celiот svoj život go nosеше товарот на селото, а тоа не го сакаше. Петре, незиниот постар син, ќе работи некоја служба. И Петре работи. Тој не се жали. Тој само му завидува на братот Марко, но Јанка повеќе го носи товарот на селото. Тука да ја ублажат летната горещина. Работите се добро направени. Petre dit que les choses sont bien faites. Là où souffle le vent chaud, il y a des prunes pour la soif. Петре вели дека работите добро се направени. Тука, каде што дува топлиот ветер, има сливи за да се ублажи жетта. Il y a 3 trains par jour. sur la Дневно ligne de има Preseka. 3 возови на линијата Пресека Охрид, 60 км на час. Celui de l'après-midi prend son Попладнето, тој мисли на композицијата што доаѓа од планината во градот и на вреќите. des céréales quand c'est le moment. Понекогаш композицијата е подолга, конвојот е Il y потежок, a souvent des а ennuis. често има и незгоди. Et pourtant, Nicolas, son collègue, Неговиот préfère колега la Никола harmonie. сепак повеќе ја сака попладневната Nicolas est un композиција. garçon rude et sauvage. Никола е диво момче и кога е тој на должност, кога треба возот да се врати, да се префали на други шини или да тргне, тој тогаш е задоволен. Il y a des gens comme ça qui aiment les tracas. Има такви луѓе што ги Petre, сакаат il n'aime незгодите. pas ça. Петре не го сака тоа. Petre est affable. Тој ги сака луѓето. Il aime les gens. Тој не сака да се занимава со политика или со Il les aime религија pas како au point de некои. s'occuper de politique ou de religion, comme certains le font. Il les aime pour les Тој regarder. сака луѓето да ги посматра, сака да дознае како живеат, што работат. Savoir que Slavka Doneva va présenter le dernier né de Сака да ses се enfants, види со Славка Донева, која го носи своето последно дете, да го видат незините родители кои живеат во Лешник. fils à la ville. Savoir que les Petrovski font comme chaque année leur orge avant les autres. Дозна дека Бојана повеќе нема да оди наполе, бидејќи оди в град каде што е незиниот син. Дозна дека Петровски секоја година први завршуваат со работата и дека се први во вршидбата. On bat les Тој céréales знае, dans les machines. другите му го кажаа тоа. Знае дека во другите места во Југославија машините прават се подобро и побрзо. Chaque fois qu'il voit tourner les animaux. Петре на тоа мисли секогаш кога го гледа добитокот што работи. Plus vite qu'ici, assurément. Тој знае дека во другите места напредокот дојде побрзо од што Ailleurs, ils тука. en ont besoin. На тоа не сака да мисли. На другите места тоа им е потребно. Тука само се минува. Така велат. Une cloche quelque part fait Некаде repartir le некое звоно го означува Petre времето. s'y résigne. Петре оди, À petite минува полека. à petits pas. Во неговото село, секојдневноста завршува. Ailleurs, c'est différent. На друго место тоа е Mais est-ce различно. plus mal qu'il y ait Но des дали е femmes лошо à кога l'intérieur жените des ги вршат секојдневните работи? Est-ce plus mal Дали que е les полошо garçons кога portent нивните leur деца courage? играат и се моткаат околу нив? Est-ce plus mal que les hommes soient Дали е là полошо кога луѓето цел ден се на езеро за да го уловат она од што живеат, Les machines наместо finissent машините? ce qui est commencé. Побрзо го завршуваат тоа што е започнато, Que faire но зошто да quand се заврши c'est побрзо? C'est pour ça Што да qu'il се aurait прави aimé со времето кое машините го заштедуваат? pêcher, le temps passe. Затоа тој би сакал да Il n'y a pas биде besoin de рибар. s'impatienter. Во риболовот времето минува, но нема потреба да се брза. Ce temps qui passe Тоа е она sans што го сака во риболовот. Времето што минува, но без машини за да им помогнат. Et quelle machine А s'achèterait која là-bas машина mieux que подобро cela? ќе го исуши тутунот од сонцето? Која машина подобро ќе ги испере през леките од езерската вода? Il sait la fierté qu'il y a pour Тој ја ses знае paysans, гордоста на овие селанки и на мајка му Јанка, les noces et кога и во неделите, на свадбите, ги носат најубавите памучни облеки. Il sait la fierté qu'il y a pour Тој ја ses знае femmes, гордоста на овие жени кога нивните мажи облекуваат чисти кошули. Затоа нема подобра вода од il n'y a pas езерската. pour cela Така de велат. meilleure eau que celle du lac. C'est ce qu'on dit.
Во почетокот на перењето, водата ја одва и млака. Потоа таа се загрева, па зоврива, а тие постојано се наведнуваат врз отежнатото платно. Петре знае. Патниците тоа му го кажаа. Тој знае дека на жените од другите места работата им е полесна. Некои од нив дури и се одмораат. Тука жените се здрави и силни. Платното и преслеките ги перат онака како што треба. Тие работат женската работа. И се е добро. Водата, платното, езерото. Таму на север може би имаат потреба од машини. Тоа е нивно право. Тука е друга работа. Го има езерото. Езерската вода што е како живот, од која се прави се, како и сонцето што блеска токму над неа. Останалото не ме засега. Немам зошто на тоа да мислам, а и не сакам. Петре вели дека сето тоа, како работата на жените и другото, не го засега. Исто како што не го засега ни идината на тој крај. А ни тоа што ќе биде со децата од крајбрежјето на езерото. Ќе бидат ли рибари како Марко? Ќе бидат ли селани? Тоа се работи на кои Петре не сака да мисли. Работите продолжуваат онакви какви што се. А ако се менуваат, тоа е секогаш утре. Или било вчера, но никогаш денеска. Така се чини тоа. Охрид. Тоа е станицата од каде што Петре ја презема работата. Кога вагоните се во станицата, за него семејството веќе не постои. Вечерни конвој, сигнални светла и старата машина започнува да брефта. Тоа го засега Петре. Тоа го интересира. Некаде, тој тоа го знае, се подсмеваат на се во ова. Некаде имаат други машини, помодерни. Забавно му е да разговара со машиновозачите. Тој тоа им го каже. Тој ја познава нивната насмевка. Петре гледа дека тие се подсмеваат. Тој не го сака тоа. Често мечтаеше за линија што ќе го сврзува Скопје со Битола и која ќе минува низ Охрид. Вистинска линија со вагони што се протегаат во недоглед. Вагони од метал. Возот е единственото што го засега. Тој би сакал ова да се промени брзо, но не утре. Во овој момент тој чувствува сила да го стори најдоброто за благосостојбата на Македонија. Тој знае дека тоа може да го стори. Рече, кога Скопје, а потоа замолча. Во зората, одново пред него се одвива секојдневниот живот на луѓето од неговиот крај. Тогаш уште повеќе му завидува на Марко, неговиот брат. За него одново се станува едноставно и мирно. Работите продолжуваат онакви какви што се. Ако се променат, тоа ќе биде утре. Се е добро.